Јас се одлучив да го направиме оној, ајде да не го наречам така мал фамозен топло чоколаден колач. Црната чоколада ќе искршиме многу поситно, за да можеме побрзо и побаво да стопиме. Во моментов ќе употребиме 200 грама црна чоколада. Значи исто толку ќе употребиме и брашно, исто толку ќе употребиме и шекер во прав. Ставиме 5 јајца. Значи треба да имаме специјални мали модлички каде што ќе го печеме. Значи не можеме да го доловиме филингот на топлочоколадниот колач. Ако го печеме во куглав за торта или во нешто многу поголемо, нема да го добиеме она што сакаме да го добиеме. Путер исто така ќе ставиме и ќе го ставиме на огин, на тивок огин, ќе го растопуваме чоколадото со путерот. Земеме кора од портокал, ќе изрендаме на ситно. Значи потребно ни е само кората. Ето, доволно. Смесата ни е веќе оладена. И кршиме јајцата. Значи ги ставаме цели јајца. И се тоа го мешаме. Смесата од чоколадо каде што ќе ги ставиме јајцата да биде добро изладена, за да не дозволиме јајцата кои ќе ги ставиме за да ни се сварат. Откога го измешано, значи константно го додаваме брашното и шекерот во прав. Откога го хомогенизираме све, се измеша све, ќе додадеме кората од лимон. Вака треба да изгледа една модличка, мала, тефлонска. Ќе намачкаме со путер. Убаво ќе намачкаме со путер, за да не ни се залепи, нели? Значи, од кога која е измачкана на трешната на модличката, оставиме чоколадниот колач унатре. И треба да внимаваме, значи, да ставиме многу помалце топло чоколаден колач, отколку што е врвот на модличката. Затоа што колачот кога се пече расте. Рековме 250 степени помалце од една минутка. Значи чим ќе порасне, чим горниот дел од колачот ќе се испече, ќе биде испечен, треба да го трнеме. Значи откога ни помина веќе една минута, колачот го вадиме. Пазиме да не се изгориме нормално. Ќе го ставиме малце да се олади, за да можеме да го извадиме од модличката. Значи, белото чоколадо ќе го стоплиме односно ќе го стопиме на следен начин. Нема да употребуваме путер, него чисто само чоколадото ќе го стопиме, исто така ќе го искршиме на помалецки делчиња, за да ни се стопи побрзо, односно да не ни се изгори, да не ни се залепи, прибедејќи малце поспецифично белото чоколадо од црното. Многу брзо гори. Нормално ќе го мешаме нон-стоп, за да не ни се залепи, како што рековме. Значи може да се залепи, а може и да изгори брзо. Затоа нон-стоп ќе го мешаме. Значи, од кога ќе го стопиме белото чоколадо, ќе положиме стреч фолија. Значи тоа ќе ни се стегне фино лепо, после тоа ќе го, како што би рекле пак, ние ќе го издресираме, ќе го направиме онака да биде убаво мазно и стану да ни изгледа прекрасно во тањерот каде што ќе го сервираме.
Значи топло колаж го направиме. Бомбонче. Убаво е. Значи после ќе се задржиме на неговото сервирање. Значи претходно рековме ќе потребиме мандаринче, исто и банана. Значи бананата ќе потребиме како подлога за мандарините, нема да лупиме. Малце ќе ги чистиме мандаринчињава од жилите, нели? При обликувањето на чоколадата ќе мора да внимаваме малце повеќе да не ни се скрши, затоа што тенко ни е многу, значи веќе еднакш било топено, па смрзнувано, состегнувано, сега ние пак го топиме, пак го стегамне, така да многу лесно ќе може да ни пукне. Ево едното парче веќе готово, значи малце ќе го застругаме поубаво. Ќе го ишараме малце тањерот колку ете така да биде поинтересен. Цртаме нешто као виолински клуч. Значи го ставаме колачот на средина. Декорацијата ќе ставиме од оваа страна. Така.